Бројот на заразени со COVID-19 расте. Според официјалните податоци на Министерството за здравство во изминатите 24 часа, од вкупно 36 ново заболени во земјава, 12 се од Тетово, 6 од Велес, градови кои во овој период имаат нови кластери. Новите бројки беа причина за итна координација на здравствените власти во Тетово, кои информираа за уште 4 лица кај кои вториот тест им е позитивен. 68,7% имаме оздравени од вкупно заразените, што е една оптимистичка бројка, а тоа што денеска е инцидентално во Тетово, што имаме 11 позитивни и други 4 кои се повторувани тестови и сепак се позитивни првично, кои што исто така биле позитивно, но сето ова ќе се следи и во наредниве денови, за да имаме една статистика што тоа конкретно се случува. Добар податок е што Тетово се уште не е со висока инциденца, рече заменик министерот за здравство Армент Арслани. Значи, кривата оди паралелно и линеарно во Тетово. Но сепак да назначам дека, освен оптимистички од овој аспект, ние сме сега оптимистички и од високите температури, но да назначам дека ова не е дефинитивно и не е научно дека со зголемување на температурите во летните периоди вирусот ќе се елиминира. Вирусот останува, затоа треба да бидеме предпазливи. Вице-премиерот Бујар Османи истакна дека најлошото не е поминато во однос на пандемијата и во овој регион. Повик до граѓаните да ги почитуваат мерките, бидејќи во ситуација кога спласнува пандемијата на ниво на државата, може да создаде ситуација на лажна самодоверба дека ја поминавме состојбата, да се опуштиме предвремено и на место за кратко време на вистина да ја пребродиме оваа состојба, да ни се врати повторно. Во однос на верските заедници, Османи рече дека е подготвен сет мерки за заштита и превенција од ширење на коронавирусот за верниците при извршување на верските обреди. Разговаравме вчера за подготвување на сет на мерки кои што ќе треба да ги имплементираат. Тие се спремни сите мерки кои што ние ќе ги дадеме во смисла на одржување на доволна дистанца и одредени мерки за лична заштита, верниците да ги почитуваат при извршување на овие обреди. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1622. Бројката на оздравени пациенти е 1112, на починати е 91, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 419. Регистриран е првиот позитивен случај на коронавирус на подрачјето на општина Маврово и Ростуше. Како што информираат од тамошниот кризен штаб, резултатите стигнале вчера во попладневните часови, а пациентот е веќе згрижен на инфективното одделение во општата болница во Гостивар и е во добра здравствена состојба. Епидемиолошката служба во Гостивар ги доставила податоците и препораките како треба да постапуваат лицата кои биле во непосреден контакт со заболениот пациент. Првиот потврден случај на COVID-19 го собра кризниот штаб на Маврово и Ростуше на вонреден состанок. Надлежните побараа максимална внимателност и почитување на мерките од страна на граѓаните. Упатуваме апел до сите наши сограѓани строго да се придржуваат кон препораките дадени од страна на Министерството за здравство. Сите да носиме заштитни маски и ракавици, да не се собираме во групи, да држиме растојание од 2 метри, да избегнуваме одење на гости и по други градови. Колку сме подисциплинирани, толку побрзо ќе ја надминеме оваа кризна состојба, соопштија од штабот. Вчера пристигнале и резултати од тестирање за COVID-19 за уште еден жител на оваа општина, кои биле негативни. Тетовецот Жарко Столески веќе неколку години живее и работи во Лондон. Тој за гледачите на КМ телевизија ја пренесува состојбата со COVID-19 во Велика Британија. Пред се да кажам благодарам на поканата. Поздрав до вас во студиото, поздрав на сите тетовчани, пријатели, роднини, од целиот град.
Состојбата во Лондон, конкретно во Велика Британија, од самиот почеток има преземено доста мерки во справување со COVID-19 и кризата со пандемијата што го зафати целиот свет. Велика Британија знаеме дека е втора по смртност во светот. Голем број жртви на COVID има. Мерките се преземаат пред се од јавното здравствени чест што е тука, и клучните key workers, што се клучните работни места, тие имаат голем приоритет и голема благодарност до нив за справување со кризата. Дали бројката на заразени и на починати полека се намалува во Велика Британија? Бројката е околу 30.000 починати, а се очекува да се намалува. Се намалува, мерките се тие што се, нема некои посебни мерки за справување. Носење маската е незадолжително, како знаеме, тука нема полициски час. Сега се наоѓаме на отворен простор тука, имате рекреативци во паркот. Се е во знакот на победа над фашизмот, Виктори Деј 8-9 мај. Така да луѓето си ги користат моменти. Убаво е времето си го користат моментот да излезат од дом. Дали има одредени дејности кои што имаат забрана да работаат во овој период, како еве кај нас што се рестораните, кафиќите, спортските обложувалници, казината? Дали има некои такви рестрикции во Велика Британија? Да, сите што се во тој контекст на социјална дејност, како да кажем, во ресторани, кафиќи, работаат, меѓутоа не се затворени, си работаат со take away, можеш да си наручаш, јавниот превоз исто така функционира, бесплатен е јавниот превоз, се си функционира нормално. Сега што е со нема јавни собири на такви манифестации, фестивали, надпревари, спортски активности, да. речем и голем број на хотели, пабови, се од хоспиталите што е секторот се затворени. Реков само кофи шопови се од take away си работаат. Во Велика Британија од коронавирусот до сега починаа околу 31.000 луѓе. Денеска се навршуваат 5 години од вооружената пресметка во кумановската населба Диво населје, во која животот го загубија 8 припадници на специјалните единици на македонската полиција, а беа повредени 37 други полицајци. Семејството, пријателите и представници на Министерството за внатрешни работи со посета на вечните почивалишта им оддадоа почит на Сашо Самойловски од Тетово и Жарко Кузмановски од Брвеница, кои животите ги дадоа во овој немил настан. Денес, за жал, се навршуваат неколку години од смртта, прераната смрт на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои загинаа во еден немил настан кој остане длабока трага во новата историја. За жал, тој не е расчистен се уште, иако постојат пресуди, меѓутоа остана голема енигма за тој настан, како се случи, под кои околности. Но крајот од денот, жално е оваа слика што денес тука ја гледаме, жална е сликата за цела Македонија и за сите оние загинати. Министерството за внатрешни работи и неговите припадници никогаш не ги жалеле своите животи и никогаш не ги штеделе, но мислам дека на сите нас останува на совеста и одговорноста да се грижиме и за припадниците и за граѓаните. Денеска сме тука повторно за да се сетиме на нашите херои, на вечните херои, да се подсетиме на настанот кој што беше еден од најголемите предизвици за македонската полиција и за македонските безбедносни системи. Настан после кој во делот на безбедноста веќе нема ништо да биде исто. Сите оние оперативни акции, сите планови се менуваат после тоа што се случи во кумановската населба Диво населје.
Семејствата на загинатите реагираат дека и по 5 години настаните во Кумановската населба остануваат неразјаснети. Заборав нема, се трудиме барем децата што ни ги остави, со ним да му ги догледаме, да ги извадиме на прав пут. А иначе, како држава, ништо нема до сега помогнато. Од судските лавиринти воопшто не сме задоволни. Ама баш воопшто. Како ништо да се не десило. Како воопшто ништо да не било. И ден денешен, 5 години, не се ни спомнати тие 8 синови на Македонија. Ни па некој знае у државава што се случило во Куманово во населбата Диво населје. На 9 мај 2015 година, македонските безбедносни сили во Кумановската населба, позната како Диво населје, се судрија со вооружена група од Косово. Во престрелките загинаа полицајците Љубиша Аранџеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ. Денес се одбележува 75 години од победата над фашизмот. Овој јубилеј во Тетово општинската организација на Сојузот на борци го одбележа скромно, со полагање цвеќе од страна на само неколкумина представници, поради вонредните услови во кои се наоѓа нашата земја, поради пандемијата со коронавирусот. Фашизмот во светот, како идеологија, се појавил уште далечната 1922 година во Италија, за да подноцна му се придружи нацизмот и да го покаже своето вистинско лице за време на Втората светска војна, кога беа однесени, за жал, околу 50 милиони жители. Војна во која беа вклучени над 61 земја во светот. Македонија, како земја, како држава во склоп на Југословенската федерација, го одбра вистинскиот пат, патот на антифашистичката војна. Благодарение на оваа антифашистичка војна, македонскиот народ се стекна со своја собствена држава. Денеска се слави во светот, односно во Европа, како 9 мај, ден на Европската Унија. Се надеваме дека разумот на луѓето и граѓаните од ваквите зверства и злосторства што ги донесе фашизмот нема да се повторат повеќе. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски денеска беше во Тетово, каде изврши увид во изградбата на затворениот базен кој се гради на спортскиот центар во Тетово. Денеска сме тука во општина Тетово, каде што правиме увид на изградбата на затворениот пливачки базен. Ми представува голема чест и задоволство што работите тука на изведбата на овој затворен пливачки базен идат со забрзано темпо и покрај кризата и покрај со сето она како држава што се соочуваме, базенот во општина Тетово иде по предвидената динамика, дури забрзана динамика. Верувам дека и покрај рокот кој што треба да истече некаде септември следната година, дека во разговор со изведувачот дека до крајот на оваа година или почетокот на следната година тетовчани и сите граѓани на Република Северна Македонија ќе имаат затворен пливачки базен кој што секако ќе можат да ги надополнуваат и да ги подигаат спортските стандарди и секако да им овозможат на сите млади луѓе да имаат базен каде што секако ќе ги остваруваат своите спортски активности, но и пред се ќе се развиваат. Знаеме дека базените помагаат пред се во надминување на сите оние недостатоци, сите оние деформитети кои што се соочуваат децата и пред се затоа е подигање, односно градење на една ваква спортска инфраструктура. Сите се соочуваме, се наоѓаме во време во кое што се соочуваме со една сериозна и важна работа, криза во која што сите ние треба после неа сериозно да пристапиме и секако да излеземе посилни од неа, секако ваквата спортска инфраструктура како ќе помогне да се врати спортот на старите патеки, ќе помогне
пред се децата и сите спортисти да продолжат да имаат спортски активности и секако со тоа да се надоградуваат. Драго ми е што можеме и денеска да видиме дека овој базен се гради во полна паре, а овој базен се гради по, како што кажав и претходно, по предвидената динамика и за брзо време ќе имаме базен кој што ќе ги исполнува сите стандарди и пред се ќе биде радост на тетовчани на целата држава. Затворениот базен во Тетово планирано е да биде пуштен во употреба во септември следната година. Но според тоа како се одвиваат градежните работи, можно е тој да биде готов кон крајот на ова или на почетокот на следната година. Машката ракометна репрезентација на Македонија со одлука на Европската федерација службено беше елиминирана од квалификациите за настап на светското првенство во Египет во 2021 година. Нашата репрезентација во плејофот требаше да игра против селекцијата на Франција. На светското првенство во Египет до сега се пласирани 28 репрезентации, а остануваат уште 4 слободни места. Две од тие ќе бидат за селекциите од Северна и Јужна Америка, додека останатите 2 вајлд карти ќе бидат за селекциите од европскиот континент. Токму поради тоа, Ракометната федерација на Македонија и официјално аплицираше до Светската ракометна федерација за добивање на специјална покана, односно така наречена вајлд карта. Според пишувањата на специјализираните портали за ракомет, Македонија е прв фаворит за добивање на вајлд карта, со оглед на тоа дека е најдобро пласирана репрезентација која не обезбедила пласман од последното европско првенство. Сепак, Македонија е една од ретките земји во светот каде ракометот е спорт број 1, а единствена ваква земја која не по своја вина не се пласира на светскиот собир. Втората специјална покана би требало да биде за селекцијата на Полска, која имаше лош настап на последното европско првенство, но ќе биде домаќин на светското првенство во 2023 година. И поради задржување на континуитет на играње на големите надпреварувања, се очекува поляците покрај Македонија да биде втората репрезентација со специјална покана од ИХФ. Светската ракометна федерација конечната одлука за доделувањето на вајлд картите ќе ја донесе до крајот на овој месец.